Почитувани граѓани, Делчев е препознатливо по многу работи од неговото постоење па до денес. Со актуелната власт на СДСМ во Делчево стана препознатлив и како престолник на непотизмот во државата и пошироко на Балканот. Во изминатите нешто помалку од 2 години апсолутна власт на СДСМ во општината, вработувањето на блиски роднини на функционери на СДСМ стана погубно правило како никогаш досега во историјата на нејзиното постоење. Цела држава разбра за семејниот непотизам и прекумерното користење на јавни буџетски пари од страна на пратеничката Мира Стојчевска. Градоначалникот на општина Делчево Горан Трајковски се чини има најголема фамилија па си ги вработи. Кумашинката Ивана Ивановска како правник во општина Делчево. Сваѓата Даниела Такева како технички секретар во општина Делчево. Сопругата на прв братучет Наташа Тодоровска во детската градинка Весели Цветови во Делчево, а својот прв братучет Миле Тодоровски го напреди како водач на група во ТПП Делчево. Кире Тренчевски, актуелен советник на СДСМ во Советот на општина Делчево и член на Централниот одбор на СДСМ си ги вработи. Неговата сопруга Анка Тренчевска во Министерството за финансии и Трезорска канцеларија Делчево. Неговиот брат Горан Тренчевски во детската градинка Весели Цветови Делчево. Неговиот прв братучет Стојче Ситновски во дирекцијата за заштита и спасување. Дејан Ѓорѓиевски, актуелен советник во Советот на општина Делчево, си ја вработи неговата сна Елизабета Ѓорѓиевска во Фондот за здравствено осигурување Делчево. Маријана Стоименовска, заменик директор на општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево, си го вработи својот син Младен Стоименовски како наставник во целодневната настава во истото училиште. Поранешниот пратеник во македонскиот парламент од СДСМ и кум на градоначалникот на Делчево Голубче Ангелов од професор се вработи во МВР. Драган Апостоловски, син на поранешниот пратеник од СДСМ Никола Апостоловски, е вработен во МВР. Горан Ѓорѓиевски, поранешен председател на општинската организација на СДСМ во Делчево и поранешен кандидат за пратеник во 2 изборни циклуси, се вработи во МВР. Благица Јочевска, поранешен советник во Советот на општина Делчево, се вработи во МВР ПС Берово, а незиниот брат Андреј Ангеловски во Шумската полиција Делчево. Љупчо Прачковски, поранешен градоначалник на општина Делчево од СДСМ во периодот 96-2000 и поранешен директор на Средното општинско училиште ММ Брица Делчево, повторно е назначен за директор на истото средно училиште. Неговата сопруга Билјана Прачковска, поранешен директор во Центарот за вработување, повторно е назначена за директор на истиот. Шабан Багашов, член на општинската организација на СДСМ во Делчево, е унапреден како раководител на секторот за финансиско работење во општина Делчево. Покрај него и вработија и неговата сопруга Нахида Багашова во ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев Делчево и неговиот син Денис Багашов во ТИРС Скопје. Миле Стоименовски, член на општинската организација на СДСМ во Делчево, поранешен директор на ЈП Македонски шуми подружница Голак Делчево, кој во еден период ја напушта работата во јавното предпријатие, сега повторно е вработен во истото како шумарски инженер. Неговата ќерка Касандра Стоименовска е вработена како благајник во основното општинско училиште Свети Климент Охридски Делчево. Ѓорги Багевски, поранешен директор на основното општинско училиште Свети Климент Охридски Делчево и сегашен наставник, си е вработи неговата ќерка Милена Багевска во истото училиште како економист. Марија Григорова, поранешен директор на јавното здравствена установа Здравствен дом Гоце Делчев Делчево, е повторно назначена за директор на истиот, иако требаше да биде пензионирана уште минатата година. Владимир Мерзликин, поранешен секретар на општина Делчево, повторно е вработен во општината, иако минатиот јуни требаше да замине во старосна пензија. Почитувани граѓани на општина Делчево, ова е скандал без преседан. Ова е невидено непотистичко здружување на актуелните функционери на СДСМ во Делчево, кои ги надминува границите и на нашата држава. За нивните семејни, пријателски и партиски вработувања плаќаат сите граѓани, а општината пропаѓа уште подлабоко со овој гломазен камен закачен околу нејзиниот врат. За да биде лицемерието пуштено на најјако, овие исти луѓе кои што си ги вработија своите роднини и пријатели, повторно, без трошка, срам и образ, доаѓаат во вашите домови и ја бараат вашата поддршка, за да гласате за нивниот кандидат на овие избори,
наместо да си поднесат оставки како морален чин за непотизмот и да го ослободат Делчево од нивни деканџи кои служат за посмех на цела држава. Оваа погубна пракса мора да престане. Право и правда за Македонија мора да има. 5. мај е денот на правдата. Ден кога сите заедно ќе покажеме во каква општина и држава сакаме да живееме. Со вашата поддршка за професор доктор Гордана Симјановска-Давкова ќе започне падот на оваа ненародна власт. Ви благодарам.